Здраво, ова е 70-тото издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први печатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Ламан Дубл на Франсуа Озон, а во Double Lover, односно двојниот љубовник, станува збор за Клои Фортин, која глуми Марин Вак, фотомоделка која е презаситена од модниот свет. Смета дека интензивните болки во стомакот и се психосоматски, па затоа закашува сесии кај психотерапевтот Пол Меер, глумен од Джереми Рениер. Фаталната приличност помеѓу нив го прави невозможно продолжувањето на сесиите, но откако ќе се всела заедно, Клој почнува да се сомнева во мистериозното минато на докторот со променето презиме. Франсуа Озон е еден од најголемите и најлудите француски режисери на денешницата, не само поради тоа што маестрално го владее синеастичкиот занает, туку неговиот радикализам, наративна игривост и визуелна иновација не служи само да шокира, туку и да ја придвижи филмска дубеност таму кај што другите се плашат да стапнат, еден чекор понапред во иднината. Таков иницијален потфат е вагиналната експлорација, која добива крупен кадар на почетокот во овој филм, сведочејќи за човечките телесни страсти и пориви, кои се предмет на фокус на овој филм, во кој систематски беше прикажан механизмот на функционирање на еден женски оргазм. Меѓутоа, како и во останатите негови филмови, така и во овој, Озон ја истражува женската комплексност, тајните кои ги кријат партнерите, употребата на фантазмагоријата за надминување на проблемите и потрага по спознанието на себе си за време на криза на идентитетот, распнет помеѓу тоа што сме и тоа што сакаме да бидеме. Джереми Рениер успешно глуми два сосема спротивни ликови и многу лесно може да се утврди дали станува збор за вообразениот или повлечениот близнак врз основа на неговиот однос со Клои. Режисерот ја доверува тајната на филмот на Жаклин Бисет, која соодветно и прекорува на Клои за незината невротична фасцинација со браќата. Ако на Джереми му следува двојна улога, тогаш и Жаклин го дуплира своето присуство во овој филм. Марин Вак, избраничката на Озон од Young and Beautiful, и во овој филм умее да го придобие вниманието на објективот, додека ги глуми премолчените комплекси и анксиозности на ликот. Филмот од телесноста преминува во емоционален вртлук. Од воведната сцена во која се крати косата, подготвувајќи го главниот лик да влезе во чевлите на Мија Фароу со помош на амбиентална музика, дознаваме депресивен лик кој се крие зад незадоволството од потребите на модната индустрија. Воочливо е дека зад премолчениот плач на меланхоличната Клои се крие неизустен јад која гризе однатре. Инфекцијата не е само телесна, туку воспалението се има префрлено и на душата, штом спокојот не е загарантиран од дефицит на стремеж и задоволство на ликот, кој не го задоволува повеќе телесното внимание. Таа е поставена во реверзибилна позиција на гледач, чувар во музеот, наместо да биде гледана како објект на нечи порив. Клои стравува дека ќе заврши како осамената соседка во новата зграда, тргувајќи по последното починато домашно милениче. Но прашањето е дали навистина сака да биде излекувана од болката на емоционалната празнина која ровари во незиниот стомак. Халуцинаторните сцени од поканетиот брат во кревет до двоглавоста се одлични визуелни потфати по кои филмот ќе се памети, исто како и воајерските мачки и соседката која го совршила печењето на торти до тој стадиум што еден ден може да ги приготви останатите соседи. Со оглед на тоа што мојот најомилен режисер Девид Кроненберг одбива да режира филмови, секој омаж на неговите дела го прифаќам како комплимент кон врвната филмографија, па на тој начин и двојниот љубовник е верен симулакрум на Dead Ringers со Джереми Айронс, доколку би имал сексуален однос со Sisters на Брайан Де Палма, кои би родиле близнаци. Ако не е доволна референца самата структура на филмот, тогаш дополнителен пастиш е присутноста на гинеколошкиот прибор и кошмарните хорор сцени со бебето. Факт е дека сме заборавиле како се гледа еден еротски трилер од доцните 80-ти и раните 90-ти години на минатиот век, но тука е Озон да не подсети на сексуалната репресија. Сексуалните игри за доминација од секојаш биле клучен мотив во неговите филмови, но тука си дозволува темелно пенетрирање на наравот на ликовите во нивниот будоар. Франсуа Озон веќе секоја година до 2 се појавува со све подобар и све подобар филм,
парирајќи му на темпото на Вуди Ален, но за среќа го нема неговиот неквалитет во последните неколку филмски изданија. Напротив, Озон достигнува поголеми успеси со секој нов проект. Оваа серија ја започна со енигматичниот In the House, продолжи со провокативните Young and Beautiful и The New Girlfriend, го сними периодичниот Франц и затоа секоја година на филмските фестивали дозволувам пријатно да ме изненади со тоа што одам на проекциите во киносалите без очекување или предзнаење за филмот и Озон секогаш успеа да ми воодушеви со луцидноста која ми годи. Еден од најзначајните кинематографи на денешницата, револуционерниот Мануел Дакос, естет кој соработува со дуото од Амер, Бруно Форзани и Хелен Катет, покрај тоа што неговиот визуелен потпис го стави на прекрасните Evolution и Алелуја, се погрежи во новиот филм на Озон очите да болат од убавината и во кадрите со повлекување на фокусот меѓу терапевтите од реалноста и при халуцинаторните стадиуми, кај што неговата експресивност и трансгресивност при високата стилизација доаѓа до израз. Силви Олив, продукцијската дизајнерка на Мистер Nobody, плени во овој филм со прекрасните изложбени простори и од канцелариите има направено функционални домови кои нудат можност не само за бизнис, туку и за забава. Преку анахроматскиот модерен мебел со пластично цвеќе, наспроти ретро кожената гарнитура со природно цвеќе во канцелариите, може да се направи дистинкција меѓу темпераментните на близнаците. Инсталацијата кај што столбовите се преобразуваат во корења до ден денес остави неизбришлива трага во мојата глава. На Филип Ромби, долгогодишниот соработник со Озон, му е доверена довербата да ја компонира непрепознатливата амбиентална музика, а тој со помош на гудачките инструменти ги прикажува емоционалните квалитети на ликовите и истите ги интензивира во обелоденувањето на пресвртот. Монтажерката на филмовите на Озон, маркантната Лори Гардет, во овој филм го долови игривиот ритам и соши еден печворк на прекрасен тек, од двојна експозиција за време на еротскиот трансфер на ликовите во канцеларијата до спорите одзумирања кои ни Кјубрик не би знаел подобро да ги вклопи во филмот. Озон за потребите на интригантното сценарио повторно соработуваше со помошникот од Франц Филипе Пијацо, адаптирајќи ја новелата на Джойс Керол Оутс Животот на близнаците, втората адаптација на нејзино дело кое сум ја погледнал во изминатите 3 месеци покрај Vengeance со Николас Кейдж. Немам изговор да го негирам квалитетот на двојниот љубовник, освен евидентната блискост со Дед Рингерс и формално и содржински, што ќе ја намали дозата на уникатност и непредвидливост, но затоа пак филмот ќе ги маѓепса гледачите до самиот крај и нема да може да ги одлепат очите од него. Секоја година неговите филмови се во надпреварувачкиот дел за Златна палма на Канскиот фестивал, не толку многу поради непотизам, колку поради квалитетот, кој многумина нема да го сватат сериозно, баш поради тоа што ова е провокативен филм кој на површина ги вади сите притаености кај гледачите. Како што италијанските фантазмагорични режисери не ги судам за ирационалностите на сценариото, кои ги надополнуваат со визуелни диаманти, така и на Озон не му судам за нелогичниот епилог. За некого овој филм ќе биде редундантен и со поминат рок, но доколку се вреднува еротиката кај делата на Озон, тогаш тој севкупниот асортиман на 50 нијанси сиво ги јаде за доручак со круасан. Доколку морам да го евалуирам филмот, тогаш двојниот љубовник од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 17-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Благодарен за вниманието. Поздрав!